Ќе ви раскажам една прекрасна приказна за едно посебно место наречено улицата Шаренолија. Замислете си едно мало, скриено меѓу високите згради на еден град. Тука животот течеше побавно, а децата, тие беа вистинските ѕвезди на оваа приказна. Знаете, улицата ја нарекле Шаренолија од една многу убава причина. Била полна со бои во секое годишно време. Замислете си дрвија облечени во златно-жолта и црвена боја на есен, цветни леи полни со шарени лалиња и рози и прозорци украсени со сандачиња полни петунии. Прекрасно, нели? Но знаете што било најубаво? Децата што играле таму. Секој ден се собирале и создавале нови авантури. Еден ден, додека седеле на тротоарот, почнале да зборуваат за своите соништа. Кој сакал да биде уметник, кој писател, некој доктор, па дури астронаут. И како што минувало времето, овие деца пораснале. Но знаете што? Никогаш не го заборавиле тоа магично место. Години подоцна, кога се среќавале на кафе, се уште се сеќавале на игрите со балони полни со вода, на градењето снешковци и на страшните приказни што ги раскажувале под стариот даб. Шаренолија не беше само обична улица, таа била место каде што пријателствата станувале посилни, каде што соништата се раѓале и каде што секој ден носел нова авантура. Ова е приказна што не потсетува колку е важно да ги чуваме спомените од детството и колку се драгоцени пријателствата што ги создаваме. Ако ви се допадна оваа приказна, не заборавајте да притиснете ми се допаѓа и да се претплатите на каналот за уште вакви прекрасни приказни. Ви благодарам што слушавте до крај.